Колешке Туфекџич, млада почтувана колешке, навистина ми е жал што кога слушам вакви млади луѓе, македонци, кога зборуваат за национализам, се запрашувам навистина каде е општествената грешка во Република Македонија за овие 27 години, да младите луѓе како вас да немаат минимум патриотизам, не национализам. Спомнувате и ги мешате термините. Колегата Илија Димовски тоа многу пластично, многу убаво ви го објасни. Значи, не е национализам ако се бориш за собствените права, не е национализам. Ние македонците, односно поголемиот дел, што се буниме против договорот од Преспа, практично сакаме да ги заштитиме нашите права, односно правата на сите нас, македонци говорам. Значи не е национализам, не ги мешајте термините национализам и патриотизам и редентизам. Кога го отваравте уставот на оние седници на комисијата, кога бевме во салата Борис Трајковски, јас поставив неколку легитимни прашања на министерот, не добив одговор на ниту едно. Ние, значи, имаме и редентистички појави во соседната држава секоја година, особено кога нашите граѓани одат таму на летување. То се класично и редентистички појави, насилнички и редентистички. Кажете ми дали наш македонец, било кој жител, граѓанин на Република Македонија направил таков инцидент во Република Македонија на Грк? Кажете ми, набројте ми, нема ниту еден. Доваѓаат тука. Дали се случило нешто такво? Јас тие прашања ги поставив на министерот, не добив одговор. Значи, многу сте млада да ламентирате со такви изрази. Значи, не е тоа национализам. И кога антиквизацијата ја користите за дневно политички теми, сега вие за дневно политичка тема. Антиквизацијата е решена со Хашката пресуда. Решено е тоа. Дека нема појава на иредентизам од страна на македонската држава. Во таа Хашка пресуда и во добивањето на тој спор учествувал и овој министер. И тука е таа немање на константа што ја зборувавме пред малку со колешката Ременски. Значи, внимавајте на зборовите и на изразите. Како можете да кажете дека е национализам кога се бори за собствените права?